Додека Боги 13 се фалеше со раскошот по социјалните медиуми, фотографирајќи се со речиси сите функционери на власта, Катица Јанева не споделува многу фотографии од приватниот живот. Доколку некој сака да дзирне во профилот на шефицата на специјалното обвинителство, Катица Јанева мора да ја понуди пријателство, бидејќи нејзиниот профил е приватен и дел од објавите не може секој да ги гледа. Според актуелната истрага, рекет во која се шпекулира дека е замешана и Катица Јанева, сигурно во моментов понудените пријателства се ставени на чекање. Но оние кои се пријатели и секојдневно гледаат што споделува Катица, сигурно забележале дека специјалната јавна обвинителка најмногу објавува цитати отколку фотографии со незините пријатели и семејството. Ќе направиме кратка анализа за она што е споделувано во изминатиот период. Листајќи по профилот, забележуваме дека Јанева во повеќето цитати кои се споделени и се поврзани со егото и гордоста на човекот. Кога се плашиш да играш на терен, обично свиркаш од трибина. Понатаму има објавено и фотографија со виски, ова асоцира на некоја прослава. Предпоставуваме дека во време кога е објавена фотографијата, Јанева слави за нешто. Секогаш верувај му на сопствениот инстинкт, тоа се пораките од твојата душа. Дали Катица Јанева добро ја служел инстинктот дека инволвираните во случајот рекет, кои меѓувреме се незини пријатели, го користат незиното име за да рекетираат бизнисмени, уценувајќи ги со телефонските разговори со кои располага специјалното обвинителство. Или можеби Јанева успешно соработувала со Боги 13 и Зоран Кичеец. Таблетите кои сите ги сакаат, но изгледа не може секој да ги голтне. Вистина. Дали може би постои некоја вистина со која не може да се соочи Катица Јанева, или може би цитатот е споделен бидејќи бил симпатичен на обвинителката. За да прочиташ книга ти треба образование, за да прочиташ човек ти треба интелигенција. Со која цел и за кого се посветени овие цитати кои специјалната јавна обвинителка ги споделува на својот личен профил, знае само таа и може би луѓето за кои се посветени. Последен пат на социјалната мрежа Facebook, Катица Јанева споделила нешто на 23 мај, кога ја променила својата профилна фотографија, на која таа прави селфи. Од тогаш нема ништо споделено.